Благодарам председателя. Почитувана министърка, се слуша? Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Денес расправаме по првиот закон од трите закони денес на дневен ред, предлог на закон за изменување и дополнување на законот за пензиско и инвалидско осигурување по скратена постапка. Почитувани присутни, предупредувањето што го најавуваше синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и издруженија на граѓани УПОС, дека доколку има зголемување на минималната плата, а нема слух владата за скалесто покачување на останатите плати, ќе дојде до крах на системот на плати во администрацијата и правосудството, всушност се оствари. Дали стануваше збор за незнање на начинот на пресметка за плати на сопствените работници, или намерно се направи она што се направи денес, цела категорија на вработени во администрацијата кои беа барем малку над минималната плата, сега да им примаат минимална плата, треба да даде одговор владата. И не само тоа, дел од вработените останаа да примаат плата под минималната. И што правиме сега ние? Постојано носиме измени на законот за уредување на бодовите за пресметка на платите на категориите вработени во различни области и институции. Истото се случуваше и во измена на законот за детска заштита. Со измените на законот се однесуваа на измена на нивото Д4, неговател, помошно стручен работник, приправник. Истото се случува и сега. Немаше да дојде до ова, доколку владата ги почитуваше сопствените закони, вршеше усогласување на платите со порастот на минималната плата, како што тоа беше пропишано со член 8 од Законот за минимална плата, до ваква состојба за постојани измени на законот воопшто немаше ни да дојде. Еве и денес со овие измени на Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување по скратена постапка, со членот 8.1 се уредуваат бодовите за пресметка на платите на вработените во стручната служба на фондот. Односно се додава минималната плата како дел на платата за да се усогласи со Законот за минимална плата и Законот за административни службеници. Во тојниот закон категорија Б беше од 540 до 716 бодови, категорија В од 430 до 540 бодови и категорија Г од 300 до 400 бодови. Со новиот предлог закон предвидено е категорија Б да биде од 218 до 393 бода, категорија В од 108 до 217 бода и категорија Г од 1 до 77 бодови. Членот 1 став 2 вели на бодовите за пресметка на платите на вработените во стручната служба на фондот и се додава минималната плата како дел на платата. Со овој предлог закон делот на плата за работниот стаж на административниот службеник се вреднува во однос од 0,5% од збирот на делот на плата пресметана според бодовите по категорија од став 1 на овој член и минималната плата за секоја навршена година работен стаж и најмногу 20%. Сакам да истакнам дека ние како пратеничка група на ВМРО ДПМНЕ со коалицијата укажувавме и предупредувавме дека со измена на Законот за административни службеници се предвидува покачување на платите само на службениците од категорија на сложеност на работа и дека за сите останати покачување на платите ќе нема. Имавме и амандман кој го поднесовме на барање на сите репрезентативни синдикати, кој имаше за цел усогласување на минималната плата да биде предвидена за сите категории вработени според Законот за административни службеници. Баравме линеарно покачување на платите на сите административни службеници во износ од 2800 денари. За жал, амандманот, како и сите претходно кои бевме ги поднеле, беше одбиен. Предупредуваме дека со измените на ова законско решение нема да се подобри стандардот на граѓаните, туку ќе се создадат дополнителни проблеми, изголемување на веќе големата бројка на граѓани приматели на минимална плата.
Исто така, ова законско решение направи дополнителен дисбаланс на платите во однос на сложеноста на работните места, кои вработените во јавниот сектор го почитуваа, поради што сите знаеме дека имаше и незадоволства и штрајкови. Што правиме сега ние? Постојано носиме осогласување, како што реков и на почетокот, и на крај ова се само минимални покачувања, во однос на покачување на цените кои ни се случуваат на основните производи и на сите поскапувања што ни се случуваат во државата. Сепак, ќе кажам, ние како пратеничка група на ВМРО, ДПМН и коалицијата, рековме дека ќе го поддржиме секое законско решение кое е за доброто на вработените и на граѓаните на Република Македонија, па така и сега ќе застанеме зад ова законско решение и од наша страна ќе биде поддржано. Затоа што свесни сме дека инфлацијата ги јаде платите на вработените и стандардот секојдневно опаѓа, затоа што лани тоа што можеше да се купи со 18.000 денари, сега за жал последна година не може да се купи за 18.000 денари, туку неопходни се 19.200 денари. Донесената минимална плата гледаме дека веќе е подјадена од инфлацијата. Граѓаните се свесни за овие минимални покачувања на платите во услови кога цените вртоглаво растат на сите производи, енергенси, основни производи за храна, парно и се друго. Сите засегнати страни, па и обичните граѓани, веќе препознаваат дека со овие измени донесување на минималната плата не се направи ништо посебно, односно не дојде до скалесто покачување и на другите плати, заради што не се задоволни голем број вработени се уште во администрацијата. Како ќе делуваме натаму, ќе видиме со некои други измени. Благодарам.